Колега Бедри Фазли, говоревте за реализација на буџетот како документ со кој што се предвидуваат сите финансиски, макроекономски и останати политики на владата за следниот период, односно за идната 2022 година. И веднаш во очи паѓа дека се работи за историски највисокиот буџет до сега од 4,4 милиарди евра, кој што се проектира како да е наменет за некоја развиена западноевропска држава, која што е на врвот по домашно производство, како држава во која што ете веќе влегува Facebook и Google оние на Заев, или пак голф игралиштата на господинот Бујар Османи на Шарпланина, или пак подземниот тунел во Скопје, нови клинички центри, 1000 километри автопатишта. Но сите знаеме дека реалноста е многу поразлична. Вие треба да им кажете на нашите граѓани колку ќе ги задолжиме оваа година и дека повторно се зголемува јавниот долг како никогаш досега. И да сакаме да веруваме дека буџетот ги рефлектира реалните проекции, ние мора да бидеме свесни дека оваа влада не се покажа во ниту еден момент како реализатор на капитални инвестиции. И денеска ве повикувам да ни кажете кој проект го проектиравте и го спроведовте како влада тука во вашиот претходен мандат. Таков проект не постои. Исто така, сакате да го представите буџетот дека е за забрзување на економскиот раст, за зголемување на инвестициите, но ако се погледне структурата на буџетот, ќе се свати дека тој е наменет за гаснење на социјален пожар, затоа што околу 33% се предвидени за социјална заштита, 15% за здравство и 10% за образование. Ако се направи споредба, над половина милиарда евра се предвидени од буџетот за плати, пензии, социјални трансфери, наспроти 600 милиони евра за капитални инвестиции. Само за споредба, Република Македонија, според бруто домашниот производ, е далеку под економскиот раст, дури и на нашите соседи, Србија, Албанија, Црна Гора, па и Косово, кое што во 2021 година имаше раст на бруто домашниот производ од 10,8%. Во интерес на времето би сакал да ве запрашам и она што најмногу ги интересира граѓаните, а тоа е каде се трошат нивните пари. Говоревте за развој на општините, дека повторно во буџетот се става фокус на нивниот развој, а јас ќе ви кажам дека општина Тетово должи 24 милиони евра. Повеќе од 9 милиони евра должи јавното комунално предпријатие во Тетово, на 300.000 евра должи јавното предпријатие Паркинзи и може би ова и не е толку важно, но поважно е што вработените таму не можат да земат плата. Ете тоа го интересира нашиот народ, господине Бедри Фазли, а не празни зборови и напумпани буџети од 4,4 милиарди евра. Благодарам. Контрреплика.